надписи меѓународни и домашни 2 април. На мерките на фискалната политика. Почитувана гувернерка на Народната банка, министри и пратеници во собранието, ваши екселенции, почитувани амбасадори, почитувани представници на меѓународните организации, универзитетите, невладиниот и бизнис секторот, почитувани представници на медиумите, вработени во Министерството за финансии и управите, директори на управите, поранешни министри за финансии, драги гости. Ми представува особена чест и задоволство што можам да ви посакам добре дојде на втората годишна конференција на Министерството за финансии. Темата на конференцијата е фискалната политика во функција на праведен раст. Идејата е дека не е доволно само да се креираат политики кои ќе создаваат раст на БДП, потребно е и плодовите на растот да се распределат праведно, односно да се зголемува животниот стандард на сите граѓани, а не само на мал дел од нив. Пораката за фер распределба е содржана и во Медена земја, македонскиот документарен филм кој што победи на Санденс. Половина за мене, половина нека остане за пчелите, вели Атидже, последната жена одледувач на диви пчели. Филмот, покрај моќната порака за зачувување на природата, ни покажува дека доколку не постои свест и систем, сите можат сите може да почувствуваат бенефит од крајниот производ, а тамо секако може да ја видиме и втората страна. Истото е и со економијата и општеството. Почитувани, растот на платите и вработеноста се најважните работи за зголемување на животниот стандард на мнозинството на граѓани, кои што живеат само од својот труд. Ефектите од покачувањето на минималната плата се веќе видливи. Постои двоцифрен раст 2 години поред кај најниските плати, а предвижена е и спиралата на плати, па се јавува раст и кај повисоките плати. Активните мерки за вработување од година во година ги зголемуваме. Годинава за нив е буџетиран историски највисок износ на средства. Обезбедуваме поддршка за предпријатијата кои што инвестираат и отвараат нови работни места. Стапката на невработеност за прв пат од независноста се спушти под 20%. Како општество имаме обврска да се грижиме за граѓаните кои што живеат во сиромаштија. Подготвена е социјална реформа со која се воведува минимален адекватен приход. Со ова ќе станеме прва земја во регионот која ја воведува оваа програма за излекување од сиромаштија. Со неа се подобрува и таргетирањето на социјалните трансфери. Ги зголемуваме и платите на негователките во градинките, наставниците во училиштата и докторите во болниците. Вложуваме во темелите на општеството, јавното образование и здравство. Сакаме нашите деца максимално да може да го користат својот потенцијал. Само така тие ќе имаат подобра иднина. Почитувани пријатели, драги гости, јавните финансии се крвотокот на функционирање на државата. Од тоа во каква состојба се јавните финансии ќе зависи, например, какви ќе бидат платите на наставниците, опремата која се користи во јавното здравство, каква ќе биде поддршката за вработување кој им се дава на невработените, социјалната помош, каква ќе биде поддршката за бизнисите кои што ќе отвараат нови работни места и ќе инвестираат, каква ќе биде можноста за изградба на системи за наводнување, училишта, болници, енергетски објекти. Затоа дозволете ми да ги набројам најважните реформи и промени кои што се направени во системот на јавните финансии минатата година. Прво, воведен е праведен данок. Даночната реформа ја направивме со цел намалување на доходовната нееднаквост и повеќе средства за социјални трансфери. Направена е пензиска реформа со цел стабилизација на фондот за пензиско инвалидско осигурување, што пак ќе обезбеди сигурни пензии за сегашните и идните пензионери. Трето, неефикасните и нетранспарентни јавни набавки создаваа огромна неправедност во распределбата на економските резултати. Затоа го реформиравме системот на јавни набавки и го усогласивме со директивите на Европската Унија. Создадовме законска обврска, сите договори и анекси да бидат објавувани на електронскиот систем за јавни набавки. Потоа, постојано работиме на зголемување на фискалната транспарентност. Денес Министерството за финансии објавува голем број на податоци и извештаи кои претходно не беа објавувани.
а дури и годинава станавме дел од SDDS+, односно го задоволуваме највисокиот статистички стандард за дисеминација на податоците на ММФ, кои го исполнуваат само 18 економии во светот, како например САД, Германија, Јапонија и Канада. Ова е заедно со Народната банка и со Државниот завод за статистика. Ние цврсто веруваме дека јавноста е најдобриот контролор кога станува збор за распределбата и трошењето на државните пари. Со цел спречување на перењето на пари, воведовме законска обврска за идентификување на вистинскиот собственик, како и то и направивме, односно создадовме законска обврска да се врати надзорот над носителите на јавни функции, кој неправедно беше остранет во 2011 година. Бевме соочени со брзо растечки јавен долг, каде што каматните стапки на долгот беа значително повисоки од стапките на раст на економијата. Со ова товарот на долгот неправедно се префрлаше на наредните генерации. Но го променивме ова. Успешно менаџираме со долгот, брзорастечкиот долг кој се дуплираше од 2008 до 2016 година сега е стабилизиран. Денес тој е нешто понизок од тој на крајот на 2016 година како процент од БДП. Издадовме еврообврзница по каматна стапка еднаква на растот на економијата. Намалени се и каматните стапки на државните хартии од вредност на домашниот пазар. Например, каматната стапка на 12-годишниот државен запис од 2,1% на почетокот на 2017 година е намалена на 0,8% во 2019 година. Или пак, кај друг инструмент, 5-годишната државна обврзница, намалувањето во истиот период е од 2,7 на 1,7%. Ова се значително пониски каматни стапки од растот на економијата. Паралелно со ова, го решаваме проблемот со наследените неизмирени обврски. На централно ниво отплативме голем дел од нив, но и обезбедивме финансиска поддршка за општините, а истовремено воведовме и фискално правило кај општините со цел да спречиме појавување на ваков проблем во иднина. Континуирано се работи на подобрување и дигитализирање на услугите кои управите и органите во состав на Министерството за финансии ги даваат на граѓаните. Управата за јавни приходи, порнек на модерните европски даночни управи, за прв пат воведува електронски предпополнети даночни пријави, со цел граѓаните да не мора да чекаат во редови. Царината работи на проект за електронско поднесување на царинските декларации. Управата за имотно-правни работи наскоро ќе го пушти во употреба системот со кој граѓаните на веб страна ќе може да го следат текот на предметите. Почитувани, морам да кажам и нешто лично. Ја знаете дека трчам, сум маратонец, а мотото на маратонците вообичаено е никогаш не се предавајте. Но ако некој ме прашаше на конференцијата минатата година, на првата конференција, дали сите овие работи можеме да ги направиме во период од една година, веројатно рационално ќе одговорев дека можам да ветам дека ќе направиме само неколку од нив, неколку од овие промени. Но јас сум горд што ги направивме сите овие промени, горд што го подобруваме системот на јавни финансии во насока на поголема ефикасност и праведност. Овие промени се резултат на работата и посветеноста на огромен број на вработени во Министерството за финансии, како и на вработените во управите и органите во состав. Затоа би сакал да искажам и една огромна благодарност до колегите од Министерството и од органите во состав. Чест ми е што можам да ја водам една од најдобрите институции во Северна Македонија. Исто така, благодарност и до нашите партнери кои ни даваат постојана поддршка за реформите, како што се Светската банка, Меѓународниот монетарен фонд, како и останатите меѓународни финансиски институции. Посебна благодарност и до Европската унија, која преку грантови од европски фондови, но и преку пренесување на искуства и знаење, ни помага во изградба на подобро општество. Почитувани пријатели, драги гости, целта на конференцијава е да стимулира дебата за идните правци на действување на фискалната политика за остварување на праведен раст. Затоа имаме одличен панел на експерти, тоа се Галина Андонова Винчелете од Светската банка, Себастијан Соса од ММФ,
и академикот Абдулменав Беджети. За главен говорник на конференцијата го поканивме амбасадорот Семиол Жбогар. И тоа од неколку причини. Прво, тој е многу поискусен маратонец од мене. Второ, ЕУ многу силно финансиски го поддржува развојот на нашата земја. И трето, и ова третото е за мене најважно, во изминатите скоро 2 години со амбасадорот Жбогар бевме на многу места во земјава, каде што со пари на граѓаните на ЕУ се изградени училишта, пречистителни станици, улици, патишта и слично. А тој секаде имаше и секогаш имаше огромен жар и енергија да се направи нешто и да се помогне на нашите граѓани и земја. И тоа не само како да станува збор за своја земја, туку како да станува збор за свое семејство. Најсвеж пример за ова е последното, кога новата училишна зграда за 200 дечиња во едно село во Западна Македонија. За тоа ви благодарам, амбасадоре. Почитувани, денес на насловната страна на Financial Times беше објавено селфито на премиерите Заев и Ципрас. И големиот наслов на Financial Times на насловната страна беше поглед кон иднината. Ние гледаме во иднината. Таа треба да обезбеди подобар животен стандард за сите граѓани и интегрирање на земјава во Европската Унија. Ви благодарам и да е честит денот на буџетот.